Тешки навреди за институциите стигнаа од семејствата на загинатите во пожарот во Кочани. Тие одново маршираа низ улиците на градот и побараа транспарентна и јавна истрага. Во Кочани е Викторија Јованова. Викторија, што уште се случуваше денеска на маршот? Така, Марија, беше навистина тензична атмосферата во одредени моменти пред институциите, со многу гнев, лутина и револт, говореа родителите на загинатите деца во Кочанската дискотека. Тие им порачаа на сите институции, како и на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, премиерот Христијан Мицковски, како и на председателката на државата Гордана Силјановска-Давковска, дека им ја потрошија и последната тронка надеж и доверба во текот на изминатите недели. Пред зградата на судот тие се обратија до обвинителството, барајќи одговори, но и да одговараат, како што велат, оние кои што се виновни и кои не помагале таа вечер во пожарот во дискотеката Пулс. Овде предлагам да ја видиме изјавата пред зградата на судот, тоест на јавното обвинителство во Кочани. Овие институции ни ја потрошија и последната тронка надеж и доверба дека ова држава може да не заштити. Овие институции одново ги убија нашите деца. Одново ја убија надежда во нас дека оваа трагедија, ако ништо друго, ќе биде барем лекција за во иднина и никогаш вакво нешто нема да се повтори. Министерот Тошковски и обвинителот Коцевски ни должат одговор како е можно полицијата да прави акцијска контрола во објект кој воопшто не смеел да работи. Објект кој во моментов немал никаква валидна лиценца, никаква дозвола, а имал и блокирана сметка од УЈП. Ако објектот воопшто не смеел да работи таа кобна вечер, институциите ни должат одговор кој го направил овој пропуск и кој треба да одговара што таа вечер на 16 март оваа дискотека беше отворена. Ниту МВР, ниту обвинителството не ни дадоа одговор кој ќе одговара за внесувањето на нелегалната пиротехника во објектот која е причина за пожарот. Како е можно и после повеќе од 80 дена од трагедијата обвинителството и МВР да нема одговор кој е внел пиротехниката во дискотеката Пулс? Родителите на загинатите деца во пожарот во Кочанската дискотека Пулс побараа одговор и од Министерството за внатрешни работи, но и од обвинителот Коцевски за потеклото на пиротехниката, по чија употреба е предизвикан пожарот во оваа дискотека, во која животите ги загубија 62 млади лица. Тие велат, го прашуваме јавно Тошковски, Коцевски, каде е одговорности на државниот пазарен инспекторат кој врши инспекцијски надзор над примената на законите во угостителството. Еве да видиме она што порача родителите пред зградата на полицијата во Кочани. Но ние сме свесни дека газдата Деко и корумпираните институции не ги убија нашите деца. Ова не е грешка, ова е престап. Ова е системски криминал. Покажи си братче од терасата, не си ти. Пијаджамовите, излези напор! Излези! Немаш право да снимаш. Немаш право ти да снимаш. Не си овластен да снимаш. Не си овластен. Ти да снимаш. Немаш право, јас ќе те пријавам тебе. Ти немаш право мене да ме снимаш. Сите дома деца чувате! Сите дома деца чувате! Дека се нашите деца! Убици! Убици! Една минута у наша кожа само! Една минута! Да видите на нас како ни е! Не можам више! Семејствата во своите говори пред институциите рекоа дека нема да застанат додека
неселективно сите виновници не одговараат и се оние виновни за пожарот во самата дискотека и во кое што ги загубија нивните деца. Со семејствата на загинатите млади луѓе овде во Кочани денеска протестираше и семејството на тапанарот на групата ДНК Ѓоко Ѓорѓиевски. Неговиот татко со болка и голема лутина им се обраќаше на надлежните институции, како и на премиерот Христијан Мицкоски и на министерот за внатрешни работи Тошковски, бидејќи како што вели не е задоволен ниту од истрагата, ниту пак од институциите. Родителите на загинатите истакнаа дека веќе нема тишина и правда ќе бараат, но не селективна. Марија, од она што се случуваше овде во Кочани е дека протестот помина со голема лутина, болка и тага. Родителите додека маршира извикува сакаме правда, потоа со свирижи беа насочени кон самите институција.